Прашањето за Истанбулската конвенција беше насочено кон кандидатката бидејќи истата е моја колешка и доаѓа, односно има магистратура од меѓународно право. Така што самото прашање беше насочено да јавната расправа да даде одговор колку е стручноста на самите кандидати. Прашањето беше кои од темелите на Истанбулска конвенција би требало кандидатката да работи. Доволно беше да кандидатката одговори дека ќе работи на темел од превенција, што у принцип таму комисијата би имала и најмногу надлежности. Не е ова исклучок, ова представување на кандидатката, и поради тоа конкретната личност не ја сметам за проблем, туку за симптом. Симптом на едно комплетно обесмислување на институциите. Замислете го сега овој парадокс. Ви имате собрание кој што го донел Законот за спречување и заштита од дискриминација, во кој што се пропишани критериуми за тоа кој може да стане член на истата комисија, и истото тоа собрание го крши законот кој што го донел. Тоа е она што е, да речем, поголемиот проблем. Дискриминацијата е економско прашање. Значи, сега сваќаме заради тоа што најголемата област каде што се пријавува дискриминација, впрочем, се работните односи. Ние имаме бремени жени кои што се избркани од работа само заради тоа што соопштиле дека се бремени, буквално остануваат без плата, остануваат семејства, остануваат самохрани родители, понатаму се бркани од работа затоа што земале боледување за дете, бркани се од работа по основ на политички дури предпоставки и така натаму. Така што дискриминацијата е економско прашање, доколку нели ја гледаме поголемата слика и навистина многу ги засега граѓаните.